Господин Денис Селмани, кој што е представник на ромската организација Аваја, која што е организација која што има за цел да ги мотивира и да ги мобилизира ромите во некаква општествена политичка смисла, како и на еден аналитички центар кој се нарекува Ромалитико. Денис не е прв пат во студиото. Добро утро и ова утро. Добро утро, само мала Има поправка. некој? Ајде да чујем. Значи, јас сум дел од Институтот за истражување Ромалитико, кој што меѓу другото е член на граѓанската иницијатива Аваја. Добро. Така да, тука сме некаде, не е многу, меѓутоа, она што е битно да се знае е дека Аваја не е официјално регистрирана како организација, него е граѓанска иницијатива која што доаѓа од три организации, предводници меѓу кои е Ромалитико, како што напоменав, Романо Авази кој се занимава со организирање, односно мобилизација на ромската заедница на национално ниво, и Рома Верзитас кој се бави со едукација и сервиси на студенти роми. Денис, влегуваме во прегнантна политичка дебата, сцената почнува врие, бидејќи сме на некакви 2-3 недели од изборите. Изборите се секогаш најважниот настан во секоја политика, па и во македонската. И овој пат ромите излегуваат и трчаат во тој надпревар, разместени по разни коалиции, па ја мислам барем со едно 4, 5, 6, 7 политички партии. Ако не се лажам, се обидов да ги пребројам, колку се, 5 ли се? Па според она што можеме да го видиме, има една политичка партија која трча самостојно на национално ниво, односно во изборна единица двојка, тоа е нова политичка партија, Народна партија на ромите, се вика, додека останатите се прераспределени во две коалиции. Едната коалиција предводена од СДСМ, заедно со БЕСА, и другата со ВМРО. Но сепак се тоа, да речем, повеќе политички субјекти, отколку што веројатно би можело да се очекува кога се во прашање изборните капацитети во смисла на бројки меѓу ромите, бидејќи рефлектираат на едно избирачко тело кое што не брои стотици илјади и милиони, туку сепак е ограничено на неколку десетици илјади гласови. Зошто е толку раслоена политичката сцена кај ромите? Па реално, она што можеме да го забележиме, тој тренд кој што почнува некаде со плурализацијата после Охридскиот рамковен договор, е дека започнуваат многу партии да се појавуваат, што и не би било лошо доколку би биле во поголем број роми. Она што можеме да го видиме сега, сегментацијата доаѓа од поривот да се придонесе кон заедницата, меѓутоа од друга страна па демократските вредности внатре-партиски може да забележиме дека се тоа индивидуалци кои што ги водат партиите. Немаат членови. Со други зборови се работи за една амбиција кариеристичка, можеби повеќе на некакви лидери и така натаму, отколку што за објективна... Па различни интереси се, би рекол дека се различни интереси, секоја политичка партија и секој лидер на таа политичка има различен интерес од како се вклучува и зошто се вклучува. Она што е битно да се каже дека со тие капацитети кои што располагале претходно и кои што располагаат сега, направиле онолку колку што можат. Реално тоа е што може да се направи. Секогаш можело повеќе, но знаеме, имало најразлични причини како капацитетите со кои што располагале, меѓутоа од друга страна и интересот кој што ги водел во целиот тој процес. За колку гласови станува збор, да речеме конкретно, бидејќи имаме некакви просеци од прошлите години? Што е ова? Зошто коалициите поголеми кои што ги водат ВМРО и СДСМ се секој заинтересирани да имаат и ромски партии во својот? Па ако направиме некоја си споредба со претходните парламентарни избори, ќе видиме колкава е разликата. Тоа е некоја си разлика која што во гласови може би да биде рефлект на она колку роми има во Македонија. Во смисла дали се тука, дали се излезе... без разлика. Така да, затоа е битна разликата. Затоа им се битни ромските гласови и на двете политички, најголеми политички партии, бидејќи таа разлика се надокнадува со овие гласови. Така, особено на локално ниво, каде што ромите се во дел од општините, оние кои што одлучуваат некогаш. Да, со своите гласови. Бидејќи имаме доста поларизиран гласачко тело, би рекол на локално ниво, па и на национално, така да затоа се доста битни. А од друга страна, сето она што го промовираме како едно општество, така да затоа и можеби да бидат битни.
Добро, од ваш аспект, не мислам само твој, туку и на Ромалитико и на другите организации ваши кои што се занимаваат со анализи, успеваат ли тие ромски фактори политички потоа да го ефектуираат во смисла на враќање некакви политички заложби така натаму кон заедницата што ја представуваат, откако ќе влезат на власт? Или тоа повторно завршува во некакви државни функции на десетина луѓе и таму отприлike се исцрпува целиот политички ефект од тоа учество на... Па би се сложил со второто дека повеќе е тоа некаква си сатисфакција на политичката партија, односно неколку места некаде да се реализираат. Меѓутоа тоа зависи од начинот на преговарање на самите политички партии, но многу битен фактор е она што го зборувавме на почеток. Кога имаш ти 10 политички партии, која е моќта на преговарање каде што ти располагаш као политичка партија, да речеме со 2 до 3 илјади гласови. Која е твојата моќ која ќе влезеш во преговори? Шанса за обединување никогаш немало, претпоставам ни сега не е. Има реално, меѓутоа егото кај одреден дел од политички партии, односно лидери, не им дозволува. Секогаш постои такво нешто. Баш овие избори имаше 2 обида, меѓутоа неуспешни би рекол. Така да повеќе се задржувам во она секојдневното, секој на своја страна, иако она што можеби треба да ги обедини е, ако ништо друго, поголемиот партиски интерес во смисла на коалицијата, ако ништо друго. Меѓутоа сепак не можеме да го видиме ни тоа, така да и меѓу нив во самите коалиции одредените политички партии кои што членуваат некогаш знаат да имаат раздор. Колку ја оптоварува, да кажем, таа политичка сцена, онаа прочуена реченица на Амди Бајрам дека ромите се секојаш со власта? Остави ли тоа всушност простор за некаков надпревар или е тоа секојаш еден, како да кажем, еден прилично комотен избор да се биде секојаш со власта, па макар и постизборно да се приде ако е неопходно? Тој тип на калкулантство остави ли простор за некакви други поефектни политички цели и остварувања? Па тешко е да се каже тоа, бидејќи претходно имаме политички партии кои што биле по 10-11 години надвор во опозиција. Така да не би се сложил дека секојаш е битно, бидејќи многу полесно е да критикуваш кога си надвор, него кога си внатре, тоа е факт, го знаеме сите. Меѓутоа, она што треба да ги води сите политички партии е интересот на заедницата, она што ние како Аваја секојаш го промовираме. Многу е битно да се каже, да искористам можноста дека ние како Аваја успеавме да со помош на самата заедница, на ромската заедница, да направиме еден вид на документ со приоритети и потреби кои што они самите ги пренесоа. Така да што се тие приоритети и потреби? Генерално најголемите потреби кои што ги гледаме е зголемување на буџетот за стратегијата за роми. Она што го предвидуваме ние тоа само да појасниме е дел од владата во изминативе години во кои што тој сектор го раководат ромски кадри, тоа е главно министер без ресор и кои што со некакви специјално доделени средства кои што произлегуваат и од декадата на ромски развој и така натаму, управуваат како би надополниле одредени општествени потреби кои што ромите така, меѓутоа тоа е проблемот. Тоа министерство не располага со пари. Добро. Дефинитивно нема свој кабинет. Има свој кабинет, меѓутоа ингеренциите кабинети, така што знам дека имаат кабинет, но немаат ингеренции. Ингеренциите кои што ги поседуваат и буџетот со кој што треба да располагаат, бидејќи да бидеме јасни дека не може да се располага со 2 милиони евра да се решат проблемите на ромите во Република Македонија. Значи она што го бараме ние е во 4 години да се издвојат најмалце 8 милиони евра за реализација. Бидејќи она што го гледаме како потреба е првично да се зголеми бројот на вработени лица. Значи политичката партиципација треба да биде на повисоко ниво. Начелото за во извршната власт, во управата, во државната администрација. Така, пошто поминати се колку години од Охридскиот рамковен договор. Се уште ромската заедница е само 1,3% застапена во јавните институции. Ние она што го бараме како
граѓанска иницијатива како Аваја е тоа да стигне до 2024 ако ништо друго на 1,8. Каде е проблемот во тоа? Проблемот е во ромските представници во властите, па и воопшто во политиката или во другите партнери крупни кои што се во принцип ВМРО или СДСМ кои што не ги респектираат доволно тие барања? Па јас би рекол дека е поделена вината и кај двете, бидејќи првично имавме ние систем, односно балансер, така наречен балансер кој ги распределува. Ние го тестиравме тој и не работи како што треба. Значи дефинитивно методолошки не е издржан. Конечно од МИОФа излегува со реакција дека најверојатно него мислам дека и веќе се повлече целосно, да видиме со што друго ќе дојдат, за да се направи таа правична застапеност. Бидејќи правичната застапеност вие во примарните интереси? Да, во примарните интереси бидејќи се соочуваме со главно граѓаните кажуваат дека со тоа што нема представник ром во одредена институција, многу лесно се отфрлаат. Односно нема сензибилност од останатите кои што се во институциите. Имате ли кадровска понуда? Денис Салмани, представник на Ромагити, кој на дел од граѓанската иницијатива Аваја, јас морам да најавам, бидејќи некој што се вклучил подоцна можеби не знае за што и со кого разговараме. Има ли доволно кадри во ромската заедница во меѓувреме и во последните 5-10 години како резултат на таа, да кажем, зголемена активност за да се унапреди образованието меѓу ромите и така натаму? Денеска располагате со доволен број на кадри за државна администрација, за други места во државата каде што сепак се бараат повисоки квалификации. Така, дефинитивно ако некогаш тоа беше мит, сега е реалност, значи дефинитивно располагаме. Меѓутоа, она што треба да го направиме сега моментално, не само ние како граѓанска иницијатива, пошто тоа не е наша должност, туку самите ромски политички партии, па и останатите политички партии, е да изнајдат начин и решение како ова да го решиме. Ние дојдовме со решение, ние имаме предлог како тоа да се реши. Значи, како што беше тоа во 2001, 6-месечна програма за обука, за побрзо интегрирање на оние роми кои што сакаат да влезат во јавна администрација со помош од донаторски средства, меѓу кои и владата да изнајде начин да помогне во целиот тој процес, за да можеме директно да ги вклучиме оние кои што се заинтересирани да работат во јавна администрација, да може да се снајдат со сите оние процеси административни кои што се внатре. Денис, благодарам за утринско гостување во утрински брифинг. Ние ќе продолжиме да се занимаваме со оваа тема и во годините што доаѓаат, бидејќи е јасно дека во овој тип на процеси веројатно нема ниту спектакуларни, ниту не знам какви брзи резултати. Да се надеваме дека во следниот постизборен период ќе имате прилика за уште мало унапредување на сите тие агенди. Ти благодарам Сашо на поканата и воедно се надевам искрено дека ќе биде така, бидејќи ние како Аваја цело време иницираме промени кои што доаѓаат од самата заедница, пошто ние како граѓански организации можеме тоа да го направиме и самостојно, меѓутоа која е моќта доколку сме сами во целиот тој процес. Така да, она што ние застапуваме се системски промени, а не промени за еден ден или 2 дена. Така е, системските промени се секогаш поспори, но се потемелни. Така.